реализира. Како што спомна и министерот, тоа е проект за кој што в нашата партија ВМРО-ДПМН заедно со коалицијата го има ветено уште во изборната програма за последните парламентарни избори. Целта на овие законски измени кои што денеска се носат е да се направи еден единствен регистар на лиценцирани такси возила во цела Република Македонија. Сведоци сме дека со годините наназад огромен број на наши граѓани има проблем со така наречените диви таксисти, меѓутоа не само граѓаните, туку и оние таксисти кои што редовно се ги плаќаат обврските спрема државата, си ја плаќаат лиценцата која што ја добиваат од соодветната општина, добиваат одредена нелојална конкуренција и на тој начин им се намалува профитот за сметка на добивката која што имаат таксистите кои што практично немаат никакви давачки спрема ниту општините, ниту спрема државата. Со ова единствена електронска база на податоци со лицензирани такси возила, целта е на некој начин Министерството за транспорт и врски преку соодветните инспекцијски органи во склоп на тоа министерство за соодветната дејност да има и поголема контрола и досегашните проекти ќе се реализира на тој начин што досегашните општини сите лиценци кои што ги имаат издадено ќе ги внесат во единствен регистар, меѓутоа истиот ќе биде апдейтиран на дневна основа, така да секој дневно со добивањето или одземањето на одредени дозволи на одредени таксисти ќе имаме чиста слика како за вкупниот број таксисти во Република Македонија, така и кои се моторните возила што ги управуваат, дивните регистарски таблици, собствениците на тие лиценци на возила и така натаму. Ние сме сведоци пред се граѓаните од внатрешноста на Република Македонија дека одреден број на граѓани кои доаѓаат пред се во главниот град во Скопје по одредени потреби, користејќи го автобускиот превоз на најфреквентните делови во Скопје, пред се на автобуската станица да имаат проблем со одредени диви таксисти, кои што за одредени услуги наплатуваат неколкократно, користејќи го пред се незнаењето на самите граѓани, меѓутоа и неможноста самите да бидат исконтролирани. Сега, благодарение на овие измени и наредниот проект, сите граѓани кои што имаат паметни телефони ќе можат на лице место да видат дали одредено возило кој што им нуди одредени такси услуги е лиценцирано, кој е собственикот на тоа возило и на тој начин ќе бидат самите посигурни и во својот превоз, меѓутоа и во тоа дека ќе имаат безбедност во сообраќајот, а исто така ова електронска база на податоци е добра да се направи, бидејќи понатаму имаме многу случаи на губење на одредени предмети во такси возилата и благодарение на истата програма многу брзо истите ќе можат да бидат откриени, бидејќи ќе се знае кој е собственикот, од каде и така натаму. Исто така сакам да кажам дека ние како држава сме прва во регионот кој што ќе воведе единствен регистар на лиценцирани такси возила и благодарение на тој единствен лиценциран регистар на такси возила ќе направи програма за паметните смарт телефони и мислам дека ова е чекор кој што е плюс како за граѓаните, така и за државата и мислам дека треба да го поддржиме. Благодарам. Благодарам, има збор господја Затуровска.